5 месеци се наоѓаме во епидемија, пандемија, прогласена и Светска здравствена организација на светско ниво. Каква е моменталната состојба? Вие секојдневно ги пратите податоците, резултатите, сите анализи кои што ги правите во Комисијата за заразни болести. Каква е моменталната состојба со коронавирусот во нашата држава? Значи, како што рековте, добро рековте, 5 месеци се навршија од првиот случај во Република Северна Македонија. Првиот беше на 26 февруари. Тогаш е формирана месец дена порано и Комисијата за заразни болести, која што секојдневно заседава. Еве и сега ме најдовте како завршивме еден состанок на Комисијата за заразни болести. Ве известувам дека состојбата секојдневно ја следиме. Имаме зголемен број на заболени во државата, што е факт, непобитен факт. Имаме поголем број и на починати лица, меѓутоа состојбата не е алармантна, заради тоа што ја знаеме состојбата, имаме болнички капацитети, тие не се преполнети, имаме резервни капацитети, меѓутоа она што ме загрижува е едно континуирано непочитување на мерките од страна на населението и нешто што стално го кажуваме, дека институциите што треба да контролираат, институциите што треба да казнуваат, мора да си ја завршат својата работа. Ако ние, здравствениот сектор, даваме се од себе 5 месеци, континуирано работиме, секојдневно досега сме имале 110 состаноци, имаме изготвено 44 протоколи за разни институции да почнат да функционираат, населението треба да ни даде поддршка за да можеме да функционираме како држава во целина. Економскиот крах на државата ќе значи и крах на здравствениот сектор. Ние немаме нови здравствени работници, ние сме тие што работиме без одмор, без годишен одмор и за викенд функционираме така како што е. Состојбата можам да ја карактеризирам како критична во неколку региони. Пред се, Скопскиот регион, кој што ни е во последниве 2 месеца, континуирано меѓу 40 и 80 случаи, вчера беа 52. Она што загрижува во моментот се 2 региони, кои што доминатиот месец беа Тетово и Гостивар, или како што ние ги викаме на комисија Полошкиот регион, каде што имаме околу 315.000 жители и каде што имаме неколку десетици случаи во последниве месец дена. Меѓутоа, изненадува бројот на состојбата на заболени и инфицирани во Штип. Штип ни е како регион во моментов број 1. За таа цел, на Комисијата за заразни заболувања вчера и денеска одлучено е наши тимови од Министерство за здравство и од Државен санитарен и здравствен инспекторат да отидат на терен за да ја видиме моменталната состојба на терен. Таму имаме, ако знаете, повеќе текстилни фабрики со некаде 7 до 8 илјади вработени. Ние во моментот имавме повеќе стотици тестирани, на кои што најдовме 100 позитивни, што не е добро заради тоа што направивме напор да се видат проблемите на локално ниво, а ние ги окарактеризиравме како состојба која што може да се подобри само доколку населението соработува. Ако на почеток рековме дека имаме проблем со текстилните фабрики во кои што се даваше на надзорот, односно на условите за работа, за транспорт на тие вработени од повеќето села, сега констатиравме од последниот надзор дека вработените се транспортираат со 50% капацитет на автобусите, дека газдите на фабриките имаат направено епидемиолошки протокол кој што кажува задолжително носење на заштитна маска, задолжителна дистанца помеѓу вработените од 1,5 до 2 метра, дезинфекција на рацете и не групирање. Она што нас ни сметаше беше групирањата и контактите со населението во домашни услови. Така да нашето прво образложение беше дека професионално дел од нив се имаат заразени, меѓутоа голем дел од тие лица се заразени и во домашни услови, односно при контакти едни со други, прослави, свадби, дружења, заеднички ручеци и така натака. Она што исто така можам да го кажам дека во моментот Скопскиот регион ни беше проблем. Пред се регионот на општина Чаир, меѓутоа како времето одминува, веројатно чаирчани и луѓето што живеат таму се поднаучија, па мерките почна да ги почитуваат. Во моментов можам да речам дека 4 општини во државава се ризични, а тоа е Кумановско-Липковскиот регион, второ Штипско-Светиниколскиот регион, затоа што во Светиниколе констатиравме дека имаме текстилна фабрика Мода Светиниколе, каде што имавме во моментов поголем број на заболени, фабрички работнички. Исто така имаме неколку вработени кои што ни се од контакти и во неколку фабрики во Битолскиот регион и во Скопскиот регион. Меѓутоа, тоа се мал број
кластери кои што може да се контролираат. Мене она ме загрижува и разочаран сум од односот на нашите луѓе во Охридскиот регион, значи плажите, хотелите, заедничките забави, дружења, понатака организирање на настани за кои што ние не сме дале воопшто пас дека може нешто да се организира. Меѓутоа сите мислат дека доволно е што некој рекол дека може да се организираат, па некој тоа го злоупотребува. Меѓутоа клучно за мене е зошто тие институции и тие настани не се казнуваат. Таков беа дискотеките, каде што и државниот пазарен инспекторат иде со информација дека ќе ги затвориме, воопшто никој не ги отвори тие дискотеки. Значи, организацијата на некакви настани, вие ги велите дискотеки, јас ги велам настаните во Струмичко, се косат со сите одредби на Комисијата за заразни заболувања. И самите сте свесни по медиумите, а и по сајтовите, дека има свадбарски свечености, што во Скопје, што во Битола, што во Западна Македонија, а сега и време на свадби. Не смее, не може и забрането е да се организираат настани на кои што ќе имаме групирање на поголем број луѓе, во кои што нема да има дистанца, никој нема да носи маска и се доведува во ризик себе и својата фамилија. И уште едно би апелирал, светот не познава ниедна мерка нова или иновативна, што ние не ја применуваме на наше државно ниво, зашто имаме добиено безброј пофалби од Светска здравствена организација, а пред 20 дена Фабио Скако ни беше во посета, за да ја оцени активноста на нашата институција, Институт за јавно здравје. Исто така ни беше предочено како ние треба да функционираме во деновите пред нас и нешто што стално го велиме, што ние би очекувале во следниот период. На почетокот на епидемијата се правеа некои прогнози како би се развивала епидемиолошката крива, кога би очекувале зголемување, намалување, во текот на летото се очекуваше намалување на бројот на заразени лица, но тоа не се случи. Може ли да се изгледа и да се прогнозира со една таква анализа се прави? Значи, ги правиме и тие хипотетични сценарија. Имаме најцрно сценарио и малце порозово сценарио, меѓутоа, она што е тешко да се прогнозира е што ќе се случува во периодот пред нас. Меѓутоа, ние сме свесни дека доаѓаат респираторни вируси во есенско-зимскиот период. Тоа значи од октомври натака почнуваат аденовирози, респираторни синцитијални вируси, параинфлуенца и инфлуенца. Кога ќе дојде инфлуенца, тоа значи околу божикните и великденските и новогодишните празници, ќе ни се случи еден втор бран во кој што со сигурност ќе имаме зголемен капацитет на хоспитализација на болни, ќе се искомплицира состојбата заради тоа што ние во секој момент знаеме дека околу 20% од сегашните капацитети ќе бидат пополнети со заразни заболувања од групата на респираторни вируси, а тоа пред се е инфлуенца. За таа цел Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство, доцент Венко Филипче, направивме план од формирање на 16 болници. COVID-2 болници, што е нешто слично на онаа болница што имаме на инфективна клиника, тоа се вика контейнер систем болници, во кој што ќе имаме сместувачки капацитети, ќе имаме диагностички капацитети и капацитети за надзор и триажа. Со цел да не влезе пациент во клинички центар болен со COVID или да немаме состојба во која што нема да владееме со некој кластер, а дел од тие болни да дојдат да се хоспитализирани за таа цел. И исто така, бидејќи се спремаме за по-друго сценарио, по-тешко сценарио од ова, сценариото се вика дека ние имаме опција да направиме уште 3 или 4 институции во кои што ќе може да се прави диагностика. Значи на сегашниве 11 институции за диагностика, планираме уште 3 нови, што со цел да добиеме уште 200 до 300 брисеви дневно, на дневна основа, за процентот и бројот на брисеви да го зголемиме од 1500, можеби ќе дојдеме и до 2000 на крајот на календарскава година. Меѓутоа, ниедна мерка што светот ја подразбира во моментот не е направена нова, односно, повторувам, за нашето население да биде информирано. Дистанца од 2 метра, задолжително носење на заштитна маска, дезинфекција на раце и негрупирање на повеќе луѓе на исто место. Зошто? Ризикот е за сите подеднаков, вирусот не ослабе во летниот период, тоа беше една тешка шпекулација во која што народот очекуваше. Летен период се отворивме некако во државата и сега ние ќе имаме можност да живееме послободно. Ние мораме да научиме да живееме со вирусот и околу вирусот и дека секојдневно ќе имаме
позитивни, меѓутоа тоа да биде прифатливо за да може здравствениот систем да издржи во своите напори. Држање дистанца, носење маска, но на правилен начин. Со оглед на тоа што се организираат и протести, маршови изминатиот период, не се почитуваат докторе тие мерки. Јас видов, не учествувам на такви манифестации, меѓутоа видов што се случи и вчера на маршот што се организира политички некои партии, меѓутоа и радоста на одредени политички партии што беше постизборно и исто така не можам да сватам дека тие луѓе забораваат дека вирусот е се уште тука, дека вирусот е меѓу нас, дека меѓу тие луѓе имало и позитивни, па се пренесува заразата по респираторен начин и не можам да сватам како некој може да заборави, затоа што се опекува некои држави, па и од нашето соседство се опекува, што значи да не се почитува на фудбалски надпревари, на тениски надпревари, на дружења, на свадби, на било кои свечености кои што се во спротивност со она што се вика препорака за спречување на ширење на вирусот. Добро присутни на такви масовни собири се и полициски службеници кои што една од задачите, нели покрај регулирањето на безбедноста на тие маршови е и казнувањето за заштитна опрема со оглед на тоа што се наоѓаме во епидемија. Сметате дека Министерството за здравство треба да го зголеми тој степен на реагирање по однос на заштитни мерки, бидејќи ако добро ве разбрав, граѓаните се токму тие кои што се проблемот за ширење и зголемен број на заразени. Значи Министерството за здравство прави надзор, диагностика, лекување и тераписки пристап во целата работа. Други институции во државата пред се оние институции што треба да казнуваат и да спроведуваат мерки, односно оператори кои што треба да ги почитуваат тие мерки, се вика надзор, казнување и санкционирање на сите оние кои што ги прекршуваат овие мерки. Задоволни сте од тоа како се? Лично не сум. 5 месеци наназад лично не сум заради тоа што не може некој да учествува во целите тие, вие ги велите, маршеви или не знам што, а да не се спроведува казнување на тие луѓе, затоа што се праќа лоша порака на населението. Ако никој не казнува, онда и народот си вели, па што ми можете, никој ништо нема да ме казне, можам да правам што правам. Меѓутоа, самите гледате дека состојбата не е иста во Западна Европа. Прво, чипот на луѓето е другачи заради тоа што некој размислува дека со самата своја постапка прави лоши пораки и дава лоши пораки на населението. Затоа и ние седиме на некој растојание од 2 метра кога ги даваме овие изјави или кога ме снимате. За еден месец треба практично да започнат новата учебна година. Најавувате и втор пик во тие месеци. Колку тоа би било проблематично? Еве ќе ви речам, значи завчера на комисијата ни беше вчера, тоест на комисијата ни беше присутна делегација од Министерството за образование и наука и делегација од труд и социјална политика, на кој што разговаравме за неколку сценарија кои што образовниот процес треба да започне на 1 септември. Ние ги знаеме тие, меѓутоа не би сакал сега да ги објавувам, ќе си ги објави Министерството за образование и наука. А со труд и социјална политика договоривме уште еден состанок во петок за детално да ги разговараме опциите доколку има потреба да еден ден мора да почнеме да живееме. Градинките мора да се отворат на ваков или онаков начин. Училиштата мора да почнат на ваков или на онаков начин. Ние знаеме кои опции сме ги дале како препораки, да видиме само како тие ќе ги спроведат во пракса. Тие мора да имаат повеќе планови. Ако состојбата се влоши, мора да имаат план Б, ако состојбата многу се влоши, да имаат план С. Ние ќе им помогнеме да ги направиме сите овие протоколи, а сме им помогнале да ги направат овие протоколи уште во мај месец. Ако ви текнува дека ние 4000 и нешто вработени во градинките веќе сме ги истестирали и тие беа сигурни за отпочнување. Меѓутоа, состојбата со ковид во државата после 25 мај навака не ни дозволи било што да спроведеме. Инаку добро почнавме, првите 3 месеца имавме одлични ефекти, последниве 2 месеца имаме влошување на епидемиолошката состојба. Докторе, за крај уште едно медицинско прашање, дали вирусот се уште е непознат и што е со однос на PCR тестовите, серолошките тестови, точноста нивна и како го пишувате во едно семејство, сопругот е позитивен, заедно сте со сопругата, таа не е позитивна или пак нивните деца на семејството, како еве од една медицинска страна, како моментално? Значи, тестовите со кои што се работиме се одобрени од страна на Светска здравствена организација.
Значи нема тестови што Македонија ги произведува, па да речеме не се квалитетни. Во главном тестовите се од Западна Европа, од Европска унија. Значи одобрени од страна на Светска здравствена организација. Втората реченица што можам да ви ја кажам дека тестовите се 99 позитивни. Значи ако некој му се направи PCR тестирање, ние знаеме дека тој тест е позитивен. Меѓутоа прашањето е зошто еден во фамилијата е позитивен, а другиот негативен. Просто затоа што секој организам е организам за себе. Значи, имунолошкиот систем мој и на мојата сопруга не е исти. Односно, контактот кој што бил хипотетички заразувачки мој и на фамилијата моја не бил ист. Понатака, дали сме биле на некаква дистанца и дали сме одржувале дистанца или дезинфекција и миење често на рацете. Значи, тестовите се сигурни, опција има еден од фамилијата да е позитивен и негативен, затоа што вирусот не е 100% вирулентен и контагиозен да ги зарази сите 100% во едно семејство. Затоа едниот може да биде позитивен, а едниот не. Меѓутоа, круцијално е стално што го прашуваат, дали вирусот во извесен период може да ја намали својата количина во циркулацијата и на оние клетки каде што има рецептор за приземање на материјал. Затоа е битно кој зема материјал, каде, како, на кој начин, со кое средство. Исто е, меѓутоа секој лаборант, секој доктор не зема човек во исто време материјал на исти начин. Ние сме сепак се разликуваме. И второ, количината на вирусот во оптек во циркулацијата може да биде вака. Со други зборови да имаме пик и да имаме намалување. Затоа не вреди да се земе материјал. Денеска некој со некого бил во ризичен контакт, утре сабајле да се земе материјал. Ние велиме 5,7 дена е просечниот инкубационен период на ова заболување. Ако е така, тоа значи во текот на првата недела или при појава на симптоми. Постои алгоритам кој што сме го направиле и за тоа одговараме и кажуваме дека е коректен.